Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Генералка викенд помина, а институциите ја организира и повика на еколошка свест. А Македонија повторно се дави во диви депонии, градежен шути, кабаст отпад. Од Чарпланина преку бреговите на Вардар па се до строгиот центар на Скопје, ѓубрето станува дел од пейзажот, а исчистените локации повторно се полнат со отпад. Од тука Црвена линија денес ве прашува, почитувани, колку вреди еден викенд чистење ако депониите никнуваат од понеделник. Секако ќе ве испратам веднаш, упатам подобро да речам, на адресата на Инстаграм, нашиот профил, значи она што ви треба е да не заследите, Црвена линија на Инстаграм, но секако и Телма телевизија. По заследувањето кликнете на Инстаграм стори, денешната анкета на Црвена линија изгледа вака, а Црвена линија ве прашува: што треба повеќе? Под А – едукација или пак под Б – ригорозни казни? Почитувани, она што е важно секако за учество во анкетата да кликате на одговорот на полето кој што го содржи вашиот одговор, бидејќи Црвена линија на таков начин сушност ја врши пресметката и резултатите ги објавуваме секогаш конкретно во издание, како во живо, така и на Инстаграм, пресметани во проценти. А секако најдобре додени сте директно да се вклучите во Црвена линија. Доволно е да се заврти телефонскиот број 02-307-0005. Ве замолувам, како и во секој едно издание, секогаш да имате во предвид, прво и најосновно да се намали тонот на ТВ приемникот. Се со цел да подобро се слушнеме, веднаш да можете да го споделите вашето излагање со гледачите, бидејќи ако не се намали тонот на телевизорот, многу тешко ќе имате можност да слушнете дека веќе сте во програма. Неретко и тоа се случува да имате мислење дека не сте вклучени, дека некој друг зборува и така натаму. Значи, јас само тоа ве замолувам, секогаш од кога ќе го завртите нашиот број, од кога ќе ве превземат одрежје, намалувајте го тонот на телевизорот целосно. За едно вклучување предвидени се по правилото на Црвена линија 90 секунди. На 90-та секунда линијата се исклучува, но секако не е исклучена можноста повторно и повторно да се вклучите во Црвена линија и да се надополните и да искажете. Јас ќе се обидам со првото добар ден, верувам дека имаме веќе некој на линија. Добар ден. Добар ден. Па еве, колку вреди еден викенд чистење ако депониите веќе никнуваат од понеделник? Вака на базина ќе кажам пошто кратко време. Само што се вратив од соседната ни држава Бугарија, Софија. Сум имал можност како, не знам, како оперски уметник да бидам из Европа и да го видам. А само вчера дојдов. Не можам да го објаснам системот каде независно што, како, зашто, како културни луѓе живеат. Дефинитивно. Нема да мислите дека сум да не се разбереме погрешно ради ситуацијава што е. Значи, кај нас, еве, денеска видов, фрлаат лево-десно гледа, лево-десно, ако нема никој, ајде, ќе го фрли не до контејнерот, него ќе го фрли таму. Фактички, нашиот код, не балкански, Балканот е голема работа, нашиот македонски код, ајде да удрам малце и на народностите од нашиот, од кој што од тамо научивме како не ги интересира како да живеат од друга држава. Дефинитивно. Каде го гледате решението, во повеќе едукација или ригорозни казни? Ригорозните казни е манина. Најригорозни, дефинитивно.
Така, благодарам, многу драго ни е што од ваш агол споделивте и направивте, како што слушате, почитувани гледачот направи паралела со последната посада на градот од нашето соседство, конкретно колку што разбрав Софија, така да секако секој ден од нас мора да си признаеме сведоци дека каде и да одиме некако на што прво се фокусираме колку е нешто чисто и уредно. Но далеку од тоа дека во нашата земја може да се пофалиме со тоа. Секако се случи генералка викенд овој викенд, но некако веќе од понеделник се создаваат повторно нови мини депони, огромни депони, што се не, така да навистина отпадот и ѓубрето веќе станува составен дел од пејзажот на нашата земја. Па еве, каде го гледате пред се решението и она што навистина сакаме од вас да слушнеме, дали сметате дека од секогаш ова е дел од нашиот код или можеби ова е веќе нешто кое што го забележуваме во последната декада? Како однесување каде што едноставно воопшто не се води сметка што и каде се фрла. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. За да изборите депони, прво во Сумци има дива депон. Господине, ќе го вратам и тајмерот. Дали зборувате на телефонска слушалка или на интерфон? На телефон. На телефон. Бидејќи слабо ве слушам, ви чезнува некако говорот. Ве има, па ве нема. Продолжете. И да го вратиме тајмерот, ве молам. Ало? Почнете, ве слушаме. Центар е пун со дива депон. Потечени реката Бан, Лепенец, Маркова река и ред други реки, притоки и тоа депон. И тоа само до народ. Тоа е воопшто земен кај нас македонци. Тоа е, нема сумишно да се збориме за нешто. Толку имам. Добро, ако е тоа се, благодарам за вклучувањето и секако за она што го споделевте со нашите гледачи. Почитувани, секако простор за учество во секој едно издание на Црвена линија, возможено и на социјалните медиуми, конкретно она што ви треба е Facebook, нашиот профил Црвена линија, профилот на Телма телевизија, што се однесува до нашите теми, паралелно ги објавуваме на двата профила. Со тоа се отвара можноста да секој ден од вас земе активно учество во Црвена линија, но преку пишување коментари кои што секако ги читаме и споделуваме меѓу вклучувањето на гледачите во живо. Продолжуваме, почитувани, прашуваме дали генералка викенд е решение или само козметика. Каде всушност го гледате решението за овој навистина голем проблем? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. По джеп и по казна. Ништо од тоа. Само джеп и казна и ќе се реши проблемот. Затоа што ние сме таков народ. Удри по джепот и казната и само така ќе се среди. Леп поздрав. Се извинувам, останете уште малку на линија. Оно што сакам од вас да слушам, еве, ви се чини дека можеби последнава деценија стануваме така неодговорни и не внимаваме на тоа да ни биде земјата чиста, уредна, или тоа е можеби нешто што еве тоа постојано сме го правеле, но имало многу повеќе ригорозни казни. Само по джепот и по казната, ништо друго. Само така ќе се среди работата. Иначе сето другото е зајванција. Леп поздрав. Благодарам за вклучувањето и секако еве инспирирано од последниот збор на гледачот, јас само ќе ве замолам, знам дека понекогаш да се живее, односно отпадот, ѓубрето, несовесноста, колективната веќе несовесност, знае да биде многу иритирачка, да буде чувство на гнев, револт, но само ве молам да го почитуваме најглавното етичко правило во Црвена линија, тоа е кога зборуваме, особено во програма, па дури и кога ги пишуваме коментарите, да бидат изоставени вулгарни, навредливи зборови, особено говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Црвената линија се вклучува веднаш и навистина, еве, тоа мислам дека
можеме да го постигнеме. Добар ден. Добар ден. Па еве ги гледате решението во овој проблем, го гледате со генералка викенд или можеби во едукација или многу поригорозни казни? Вака, како пролог на некоја поезија или роман, ке кажам. Мојата мајка беше од Словенија, мојот дедо од Австрија, јас живеам во Скопје. Мојата сестра живее во Куала Лумпур, Малезија. Ја имав прилика во Бугарија да бидам двамата. Само едно ќе ви кажам. Додека од мали дечиња, од школото кај што мајка ми ме стискала за рака ако погрешам нешто се сеќам. Немој да поминуваш на зебра, чекај да ме стисе, додека не се навикне тоа. Поготово новата генерација, која што е навлезена во некој, не сакам да објаснувам, сите знаеме, нема никаква одговорност према околината ма како 10 метри од 2 метри не, тој у тоалетната, кој кида сигурно ќе остае тоалетната кука. А ние бараме да изчистиме Скопје, Македонија или сите градови. На работчение, додека тоа не се случи, нема шанса нешто да се направи. На 2028 Скопје е европски град на културата. Јас сум од културата, ви кажам, од опера работев. Може да ви кажам. Да ве слушам, време. Каква култура на однесување вече? Благодарам, многу ни е драго што еве повторно се вклучивте и секако еве почитувани, ако навистина имате што и многу повеќе да кажете од оние предвидени 90 секунди, секогаш сте добредодени и повторно да се вклучите, но потсетувам, добредодени сте и ако ви е полесно или не можете да не добиете во живо, просторот за вашите одговори е секако профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, на кој што е објавена денешната тема. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме внимателно во Црвена линија, сте повелете. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Нема тон, нема намалење тона. Добро, повелете, тогаш ве слушаме. Тина, Да? дали ме слушате добро? Да, повелете. Види, за ова треба ригорозни казни, али еден предлог имам. Градоначалникот на Карпош, Ѓорче и Сарај, нека излезат од матка надоле да видат како се работи и што се шут фрла во Вардар. А не само да се зборува. Според вас, еве, дали може би треба и повеќе едукација или каде само Треба ригорозни? Многу поголеми казуви. Многу Ама поголеми. не само за тие што има таму фоли и патлижани и друго, него и за градоначалникот, зашто тој е одговорен што треба да покрене. Така еве, според вас, каде го гледате коренот на тоа што сме многу несовесни кога станува збор за хигиената во нашето обкружување? До самите нас, несовесно однесување, фрлање кај ќе му текне и така. Така, дали е тоа се или имате уште нешто да надополните? Немам ништо, тоа е се. Така, благодарам многу и за тоа што бевте дел од Црвена линија. Некои од гледачите сега го знаат да бидат и покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни. Одиме понатаму со вас. Понатаму прашуваме дали генералка викенд е решение според вас или само козметика? И еве каде го гледате и коренот на колективната несовесност во однос на тоа да апсолутно сме сведоци не се внимава каде се фрла отпад и воопшто каков ни е односот кон обкружувањето, бидејќи се повеќе сме сведоци дека отпад, ѓубре, за жал дури и нели сведоци сме и на постоење на човечки измет, за жал и тоа морам да го кажам во 21 век, не само во нашиот град, туку верувам и на територијата на целата земја. Каде го гледате еве коренот на овој проблем? Дали од секогаш сме такви несовесни, дали е тоа нашиот код, или можеби еве треба многу повеќе едукација или многу поригорозни казни? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Па не беше ни генералка викенд.
А не беше ни само козметика. Беше обична четка, односно мачкање на очи. Еве, се собрала една група таму, 100% беа од, ајде да не кажам од која младина, и председателката, и ке чистат, меѓутоа следниот ден веќе се постаро. Што направија тие? Ништо не направија. И чистија, некој му се заблагодари за тоа нешто? Не. Никој. Тие што поминаа првите. А може и изчистија таму 2-30 метри од таа стазата таму и тоа беше се. Се работи кај свеста кај луѓето. Свеста на луѓето треба да се да биде на повисоко ниво. Овде кај што живееме ние. Овој возил го дишиме ние, овој ѓубре го газиме ние. Ова што е нечистите улици, ние ги правиме да бидат валкани. Доволно се работи на тоа тие да бидат чисти и да може да се помени по нив. Меѓутоа, ние сме тие кои што не внимаваме што правиме. Значи, фактички сме некултурни, ете, со еден збор. Така, благодарам многу за вклучувањето. Секако не се може би и така црно. Постојат и поединци кои што навистина се уживатели на природата и луѓето кои што навистина еве и ја почитуваат својата земја и знаат дека навистина сме земја која што и како треба да биде горда на оние природни предели и она со се што располагаме. Но најмногу како фактор сме и причина да сме сведоци и на диви депони, ѓубре, отпад на секој чекор кој што буквално го навјасува пейсажот, убавиот пейсаж. Но постојат, како што реков, и поединци кои што еве можеби докажуваат дека не е се така црно, но факт е дека тетовчанецот кој што стана предпознатлив и вирален на социјалните медиуми собра огромен куп на црни кеси, дури 17 вреки отпад, бидејќи е активен велосипедист кој што редовно се рекреира кон Бањиче. Па еве самиот иницијативно собрал 17 вреки отпад. Она што загрижува е што навистина имаме огромно количество отпад, па дури и кабаст отпад, секаков отпад на секој чекор. Па од тука и прашуваме дали еве генералка викендот е всушност само еден викенд, еден миг, или депониите започнуваат од понеделник и на тоа сме сведоци. Дали сметате дека можеби решението е во повеќе едукација или многу поригорозни казни? Добар ден. Мислам дека вакво решението не е во казните како казни да не казнат, него во введување на еден закон кој што вакво ќе важи за сите од сега и веднаш, со тоа што вакво ќе почнеме од дома, буквално сите да го селектираме секој отпад, не само пластични шишиња кои што ги собира пакомак или масло некое кој што го собираат, него буквално целиот отпад ќе се селектира, почнувајќи од шишињата со тетрапак млеко, кетчапи, тегли, пластика која што има за детергенти, кеси, значи сето тоа ќе биде селектирано, ќе се воведе тросменско работење вакво на комуналните служби и тоа ќе биде задолжително, каде што 3 пати во денот ќе поминуваат и ќе ги собираат. Ако не може да се воведе тоа, тогаш треба да се воведат пунктови каде што секој од граѓаните ќе може вакво да го одложи селектираниот отпад, со тоа што ќе има картичка на секое домаќинство, каде што ќе се регистрира секој одложен и регистриран вакво селектиран отпад. И на крајот на годината секој оној граѓанин ќе биде награден на некој начин, бидејќи допринел за заштита на природата и на околината и селектирал, со тоа што ќе биде ослободен од плаќање на данокот на имот во општината, намалена ќе му биде вакво таксата, ќе се намалат тие 200 денари што ги плаќаме за струја. Така, благодарам многу за одговорите и за тоа што земавте активно учество во Црвена линија.
продолжете да не следите и подсетување, ако 90 секунди не стасуваат за да поентирате и да се доискажете, слободно вртете повторно. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На црвена линија сте, повелете. Благодарам. Ајде вака да кажеме правата вистина околу собирање ѓубре и така натака. Вистина дека беше масовно, прилично голем број излегува да се ѓубрира ѓубре, тоа е исто како кога формира и комисија да не се реши проблемот. Значи, нешто друго треба да се направи тука. Треба едукација на нашиот народ дека на ѓубрето му е местото во депонија означена со вика каде што, значи, дали ќе се преработува тој смет, дали ќе се двои по категории метал, хартија, пластика и така натака, и од тоа ѓубре да се добие нус производ. А иначе најдобро решение за тоа е да иде преку школите, преку децата. Децата се најдобри преносители на новини. Значи на децата да му се каже, децата да делуваат на родителите да не фалат ѓубре кај што не треба. Значи треба ѓубрето да се оди во контейнер, а од контейнерот, значи собирачите да го однесат на депонија и на депонијата тоа исто ѓубре што се вика да се класифицира, секој на своја страна доди и од сето оно што може, што се да се врати назад. Значи, иначе може да вика се до 80% ѓубрето може да се врати назад. Да речеме стара хартија да се врати назад. Метали, бакар, олов. Благодарам за одговорите и сега веќе ве префрлам и на Facebook. Подсетувам, пишувате коментари. Веќе со нивното читање почнуваме од овој момент. Ева како изгледаме на Facebook, дали генералка Викенд е решение или само козметика. Тихи Дон го напиша следното. Бадиела генералка Викенд ако повторно се фрла ѓубре во понеделник, треба едукација, ако не помогне, строги казни да се најде виновникот и ѓубрето да му се врати назад. Се е досвестен, но како државата нема стратегија за селекција, па има ѓубре да се користи ѓубрето за енергија. Благодарам Тихи Дон. Да, точно е, во многу земји дури има и едноставно обработка на ѓубре, од кое што ѓубрето на вистина се користи не само за да се добие енергија, со развој на технологијата, дури од ѓубрето се создава и облека и што се не. Но кај нас ѓубрето едноставно се остава насекаде. Дали според вас, почитувани, треба многу повеќе едукација или далеку поригорозни казни? Добар ден. Добар ден ти. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Благодарам. Така, кај нас треба цивилизација, Тина. Кај нас нема цивилизација. Оти, ние да чистат 10 души, еден да фрла, и това не да фрла нормално, него да фрла по една книжка повеќе на вакса што загадува. И затоа ние треба да се цивилизираме и тогаш ќе дојде да сите чистиме, а не еден да чиства, 10 да чистат, еден да загадува или 10 души да чистат, а 100 души да загадува, а никој ще може да се очисти. Јас сам бил во една многу чиста држава и там сам гледал, а ние и там почнаваме, тоа се односи за Луксембург. И тамо начите след почнаа, Кришум земе вреќата и ја фрли до плато некаде. Еса, на тој начин, за да, например, им загади или да им се осветли или нешто, така покусува. Ета, за тоа остап, ако те никој види, сликнете колото и у полицията. Полицията има право веднага дојде. Веднага нема да чека да пие во тоа, што да ви е бројал и те тражи по броју и те најде дека те. Сега ти ќе платиш за 100 души. Така, благодарам многу за учеството. Секако ако сте да се доискажете, добре додени сте повторно да се вклучите. Добар ден. Добар ден.
црвена линија, ве слушаме. Намалете го веднаш тонот на телевизор. Веднаш го намалуваме. Вика, дали генералка викенд решение или само козметика? Нас тинче не спасва ни генералка месец, ни генералка година. Значи толку сме некултурни, не знаеме кај фрламе ѓубре. А тоа ѓубрето фактички ни се враќа нас. Ние тоа го дишеме, го све што е најхигиената е лоша, све што не чини, значи ни доаѓа на самите нас. И ништо не спасува додека самите не си се освестиме. Па еве дали освестувањето доаѓа со едукација или со многу поригорозни казни? Освестувањето доаѓа прво со едукација, ама едукацијата е од дома. Ако нема од дома едукација, џабе му и на часови да оди, тој човек си е таков и таков ќе си остане. Од школа фрлаат. Значи фрлаат од школа на улица ѓубре. Нешто дома си реновирал, го фрлил у природата тамо, до дрвце некое, само што го насадиле. Значи, некултурни, тотално некултурни. Еве каде го гледате коренот на појавата на ваква несовесност? Зошто сме такви? Коренот ти кажувам од дома е. А само казни за ова да се. Казни се ригорозни. Фрлање ѓубре по џеб. Така, благодарам многу. Останете секако и продолжете да ја гледате црвена линија. Па, еве, да продолжиме секако со вас. Сведоци сме, ке подсетам дека на територијата на целата наша земја, дури и на предели кои што се исклучително живописни, еколошки прекрасни, неретко се случува да навистина дури по течењето на реката видиме кабаст отпад, што се не, и огромни количини на ѓубре, но и на самото излегување, напуштање на прагот, повторно отпад и ѓубре насекаде. Дали ескалира еве и несовесноста како резултат на тоа што нема поригорозни казни или можеби нема доволно и квалитетна едукација во однос на значењето за тоа што значи да се одржуваме и негуваме нашата животна средина чиста. Бидејќи тоа е секако добро за сите нас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вашата емисија. Благодарам. Е супер темата. И јас имам да кажам следното. Џабе овие акции, генералки, све џабе тинче. Немој да ми сватите погрешно, но овие луѓе ништо немој да ги смени табиетите, тоа што го научиле да го фрлат. Јас сум рибар по хоби. Верните, носам пепељара со мене од паштета, остаток, и тикаците и гаснам во пепељарата и после на соодветно место, кога се собера пъче, ги фрлам. Замислите, до мене колегата фрлат тикаците во вода во реката, и кутијата цигари што му остане и не ја испади во вода. Па еве дали го укоревте или нешто му спомнавте зошто го правите? Знаеш што ми рече? Гледај си ја работата, рече, нема многу да се правиш паметен. Замислите со какви луѓе живиме. Нема, јас да ви кажам искрено, кренав раце од све. Не можам да се... Благодарам многу, навистина е тажно кога ќе се слушне како се добива одговор кој што навистина е
повеќе од дрскост, но најверојатно работите одат едни со други, оние кои што се самосвесни и знаат што значи да се живее во еден чист и уреден град, кој што апсолутно не е само естетско задоволство, туку секако има и здравствени придобивки. Многу ѓубре, многу прашина и нехигиена секако резултираат на сето тоа да го вдишуваме и живееме и секако сето тоа да има и реперкусии врз нашето здравје. Но, како велат, за се верувам дека има решение, па еве сметате ли дека може би треба да има многу повеќе едукација или многу повеќе ригорозни казни, или може би еве казните да бидат и во форма на, да речеме, вклучување во одржувањето на градот, оној кој што ќе биде затечен како ја загадува средината, фрла отпад, да се приклучи кон единиците кои што се задолжени за комуналната хигиена. Може би ако сами си чистиме, повеќе ќе внимаваме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас ќе се обидам уште еднаш, бидејќи некако јавува дека имаме некого на линија. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Да, се слушаме. Се слушаме, да не зборувате на интерфон. Го намали. Значи, тонот ќе го намалите и да не зборувате на интерфон, само на телефонска слушалка. Да. Ете така, повелете, ве слушаме и ние. Слуша се, цело време го гледам ова емисија, интересантно е, само ја би рекол да се очисти околината, небитно е началниците. Еве имаме скоро сега, до пред на 2 години, како беше Скопје, како е Скопје. Голема разлика. Едно друго. Тој жива во остави, а тој жива куќи. Сега иде пролет. Да треба се куа некој дрво, нешто да. Ке се фрла. Сами или трава има во паркот. Треба се покут. Ке се фрла таа трава. Не ги собира џубија. И принудени сме, рече најме да фрлам. Зашто? Како очите за бивни да кажа, денеска се зема тоа, утре се зема тоа. Да се знае ред. А вака не се знае ништо знае. Еве прем ја живам во куќа, сеагвам од Госпивар, имам добра куќа, ќе чистам селе, и да зема џурата, правата не зема травата. Травата не може да зема. Што да правам травата? Или имам поставено некоја малка бабкица, преку јесен се гледа се собере тоа што ќе имало, не го е сака да уземе. И што ќе прави? Кај да носим? Значи, видите све градоначалници. Порано кога ми еден градоначалник, ала му вера нему, може да спомнам, не мора спомнам, тој го држи градочи. Па сега не може да најде се прлата. Нема каде, или дека не каже, и појдем да собираме травата. Појдем да собираме цвечините, или ќе ме кукан. Не, дека само ова, само земам дубрето, ја плашиш, има дубре земам ништо. Благодарам за одговорите во црвена линија. Одиме на Facebook. Гуран Чуков го напиша следното. За жал, сликата е таква. Како за ина е да се прави градот и околината да заличат и залечуваат на дива депонија. Каде ни е високо разумноста? Јас нема или пак некаде под катанец во запрашена фиока стои рамнодушно. Сметам дека комбинацијата од ригорозни казни и неизбежна едукација би вродиле со плод, па да сме слични на високо развиените земји. Не затоа што нешто се попаметни, туку казните високи ги вразумиле. Ве поздравувам. А ние ве прашуваме, дали генералка викенд е решение или само козметика и каде го гледате веќе конечното решение да се ослободиме од пейсажите, од ѓубре, кабаст отпад и што се не. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете, ве слушаме. Што ви кажам со неколку зборови само. Под број 1 ние немаме држава. Кога милицаецот кој е дежурен седи на раскртница, пуши и кога ќе заврши со пушењето го фрля цигарето под ногата и со ногата го гасне, што очекуваме понатака ние да имаме совесни граѓани или некоја казна, некој да спроведува казна. Зошто сметате дека немаме кој да спроведува казна? А нема кога тој што треба да спроведува казна, ви кажав примерот.
Така, добро, Тој сам јас... треба да се казни со 50 евра. Имаме закон за фрлање на опушок. Имаме казна за фрлање на опушок. Имаме донесено закон. Дали сметате дека може Никој би не го понесува. казната треба да биде онаква општествена активност на казнетиот, да па самиот да учествува во чистењето? Сите елементи 100% треба да се донесат. Така, благодарам за Молам, одговорите. пријатно. Продолжете да не гледате. А Денеп Делвит напишал, и тоа е пред се домашно воспитување. Мојата баба, со која живеевме на село во куќа со двор, дали може Фејсбукот да го покажеме, ве молам? Мојата баба со која живеевме на село во куќа со двор, буквално дворот беше огледало. Ниту се фрлаше, ниту се расфрлаше и добро се знаеше каде му е местото на секој отпад. Тоа се однесуваше и надвор од домот или на било кое друго место. Тоа значи домашно воспитување и свест. За сите оние што го немаат тоа, леко се само високите казни. Благодарам, Денеп. Продолжуваме со вас. Па ева, сослужувате ли со дел од одговорите? Кои се вашите одговори? Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресе. Господине Тале, каде го гледате коренот на оваа несовесност во однос на фрлање отпад и ѓубре? Пред се поддржувам било каква генералка, да кажам дека денеска се слави именден Атанас Атанасија и Борч Борис, честити имења, честити слави. Пред се било која генералка, било каква акција поддржувам. Значи некој се бори, се труди да апелира да не се фрла ѓубре, да не биде чиста Македонија. Са некој кои сме некои контрашки, на било која акција ти сте контра. Сега, денеска бев во Мариово и се враќам од преубава чиста средина, ама за жал таму е пусто. Нема пусто во смисла, нема народ, нема население. Дали ви се чини дека е чисто затоа што нема народ? Да. Таму е цивилизација, пошто е чисто убаво, а идиш на кај наводна цивилизација во градовите или селата, депони околу кои го фрлат тоа ѓубре, нецивилизирани, невоспитани суштества, кои немаат чувство за чисто. Дали треба повеќе едукација или многу поригорозни казни? И едно и друго. И казни, и едукација, воспитување од најмали години, и кампањи преку медиуми. А видете, мислам дека човек, кој не си ја стака својата татковина, своето родно место, својот град, својата улица, своето мало, тој фрла ѓубре, кој нема душа, нема срце за својот... Така, благодарам многу за учеството. Љупчо Димитриевик напишал како одговор ефтина козметика. Од друга страна пак Даниел Петковски напишал, за да не фрлаат ѓубре, граѓаните треба едукација на луѓето да не фрлаат ѓубре насекаде, туку да го фрлаат во контејнерите и да има големи казни за тие што фрлаат ѓубре и почести акции за собирање на ѓубрето. А пак Јалчин Неджипов напишал, природата не бара совршени луѓе, туку совесни. Еден несовесен човек фрла отпад за секунда, а природата го чисти со години. Благодарам многу и вам, Неджипов, за учеството. Па еве, како да станеме совесни, како да елиминираме несовесноста со многу повеќе едукација, многу ригорозни казни или можеби еве тој кој што ќе загадува и фрла отпад, казната да изгледа во форма на отстранување на отпад од улиците. Дали можеби ако сме повеќе инволвирани во чистењето и во акциите, ќе бидеме многу посовесни и поодговорни кон она што го правиме. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Добро, благодарам. Па, дали е козметика или не, генералката обично помага ради хигиената, заради здравието на луѓето. Сепак помага. Меѓутоа, кај нас владите во овие 35 години, тие се виновни. Во нив е најпроблемот е во нив. Пошто тие треба да решат еднаш за секојаш. Ако е казна толку така и готово, ама прво да постава стварно контењери какви треба, што треба, и тоа што го треба и камери не го постават. Па да се види кој е виновен. Инаку јас верувам дека
македонците се најмалку виновни, пошто тие си ја сакаат својата земја и возат колку толку за чужијаната. Меѓутоа, не македонците тоа го највеќе прават. Со загадување на природата, на реките, на водите, на земјата, на се. Ама сепак, пак ќе речам, ако законот се направен така да биде ригорозен за оние што се прекршители на законот, мора и тие да се коригираат, мора и тие да се воспитат, да бидат едноставно луѓе кои... Така, благодарам многу за учеството. Уште еднаш подсетување некаде пред рекламите, додека траат се, уште имате време да дадете удел во денешната анкета. Црвена линија денес прашува што треба повеќе, под А едукација, под Б ригорозни казни. Кликајте на полето кое што го содржи одговорот, одиме со реклами, а подосна и со резултатите. Сега е време да ви ги соопштиме и резултатите од денешната анкета на Црвена линија, за која што за да учествувате ќе треба да не заследите на Инстаграм, а верувам тоа ќе го направите во овој момент за да учествувате веќе во наредната нова анкета од понеделник. На оваа денешна, што треба повеќе под А едукација, за едукација одговорија 71%, додека пак под Б ригорозни казни одговорија 29%. Почитувани, благодарам што не следевте, особено што вие ја создадовте и оваа денешна Црвена линија со вашите одговори и вклучувања. Секако информирајте се на telma.com.mk. Имајте убаво попладне, но погледнете го и новото издание на Nexus, кое што следува по Црвена линија. Довидување од мене.